учениците сватија дека е во интерес нивни, дека не им ги одземаме мобилните, туку само ги тргаме во периодот кога им сметаат. Мобилните телефони може да се искористат во наставата, но тоа сепак е до начинот и пристапот и на професорот и од свеста и совеста на ученикот. Неопходно е да знаеме како критички да ги разбираме медиумските содржини. Дали мобилните телефони се вишок во училиштата? Скопските општини, центар и аеродром со препораки за забрана за користење на мобилните за време на наставата. Велат, целта е зголемување на безбедноста на учениците и подобрување на образовниот процес. Дали ова ќе важи за останатите основни училишта во државава? Од МОН состав, локалните самоуправи ја носат одлуката. Ке направиме анализа. Неупотребата на овие уреди може да биде добро решение. Ке видиме дали дава резултати. Министерството за дигитална трансформација изработи упатство за предизвиците со кои се соочуваат учениците на социјалните мрежи. АВМО има законско право да ја промовира медиумската писменост. Оттаму велат, кога децата критички размислуваат, стануваат помалку подложни на дезинформации. Останете со нас и гледајте го новото издание на емисијата Само прашај. Мобилните телефони алатка за учење или пречка за концентрација кај децата. Тие се неизбежен дел од секојдневието, но дел од основните училишта во главниот град почнуваат да воспоставуваат правила за нивно користење. Целта е, како што велат, да се создаде средина во која учениците ќе се фокусираат на знаењето и критичкото размислување. Во средните училишта има друга слика. Мобилните се ставаат во функција на учењето. Се користат како извор за истражување и за дополнителна едукација надвор од стандардните учебници. Во посебно шкафче учениците ги оставаат мобилните телефони кога ќе дојдат во училиште, ги земаат по завршувањето на часовите. Без мобилен се и на големиот одмор. Оваа препорака од општина Центар да не се користат мобилни телефони за време на наставата, како што вели директорката на основното училиште 11 октомври Даница Блажевска, е спроведена со заедничка согласност на учениците, наставниците и родителите. Целта е да се обезбеди продуктивна и ефективна наставна средина, вели Блажевска. Пред да се донесе истата препорака, имавме консултативни средби и координации со градоначалник и општината, како би било најдобро за интересот на децата, што да се направи, се со цел да имаме попозитивни резултати во самиот образовен процес и воспитувањето на самите деца. Учениците сватија дека е во интерес нивни, дека не им ги одземаме мобилните, туку само ги тргаме во периодот кога им сметаат. Мобилни телефони ќе се користат само кога на часовите ќе се обработуваат содржини во кои се потребни истражувања. Ние како училиште секогаш тежнееме кон современа настава и цело училиште е опремено со смарт табли, така да не го иземаме од целиот протокол тој момент и за учениците е овозможено користење на мобилни само кога наставникот ќе има обработка на содржина во која се потребни истражувања. Во тој случај самиот наставник пријавува до лицето кое е задолжено за мобилните, за чување, пријавува дека на тој час ќе треба да се земат мобилните. Во случај на одредена потреба, родителите можат да го контактираат класниот раководител или да се јават на училишниот телефонски број за да го слушнат своето дете. Родителите се известени како може, доколку има потреба да дојдат до учениците. Имаме ние и школски телефони, од класните раководители имаат телефони, така да може лесно да дојдат до своите деца ако имаат некоја итна потреба, а и учениците кои треба да си одат пред време, пријавуваат кај оделенскиот раководител и тој заедно со ученикот доаѓа и го земаат мобилниот. Ние, си имаме направено протокол за користење на мобилните телефони и доколку се најде ученик кој што има втор телефон, не го пријавил, ќе биде одземен и ќе биде повикан родител на советување, на разговор, за да не се повтори таа грешка. Според училишниот психолог, некористењето на мобилните во текот на наставата ќе даде резултати. Целта е да се ограничи негативното влијание на мобилните уреди врз вниманието и психата на децата. Учениците да се фокусираат на знаењето и критичкото размислување. Дополнително, повеќе разговараат меѓусебно и се дружат. Им одвлекува вниманието, додека трае часот, си работат наставни содржини, разни активности,
секое погледнување во телефонот ја губат концентрацијата. Сметаме дека барем тој дел од денот, односно за време на часот, може да бидат поконцентрирани, да го следат наставникот што им предава, да споделуваат помеѓу себе разни идеи, ставови, нели, во врска со содржината, отколку, нели, кој им звонел да погледнат и тука концентрацијата се намалува. И додека во дел од основните училишта во главниот град почнаа да се спроведуваат препораките на општините да не се користат телефони за време на наставата, во средните училишта пак телефоните и одредени мобилни апликации се ставаат во функција на образовниот процес. Сега во средно образование, кога веќе сме свесни за потребите на часот и не ги злоупотребуваме телефоните, сметам дека би требало да продолжат да се користат, зашто се многу корисни и често наоѓаме многу корисни информации кои ни помагаат и не водат во учењето и во наставата. Според мене се затоа што ни помагаат да се информираме за работи кои што не ни ги кажуваат професорите или пак не се достапни во учебниците. Моето мислење е дека до негдека се и до негдека не се потребни. Значи, ако професорите побараат нешто од нас, дали да истражиме, дали да провериме некоја информација, дали е точна, дали не е точна, тогаш се. Но нужно на часовите каде што професорите предаваат, не ни се потребни, зашто само ни го одлекуваат вниманието. Мобилните телефони може да бидат одличен извор за истражување и дополнителна едукација надвор од стандардните учебници, вели професорката од гимназијата Никола Карев Снежана Станкова. Овие деца во средно образование веќе знаат како и зошто може да ги употребат и во наставата. Лично јас сметам дека мобилните телефони може да се искористат во наставата, но тоа сепак е до начинот и пристапот и на професорот и од свеста и совеста на ученикот. Преку мобилните телефони средношколците учат и како да препознаваат лажни вести, како да се заштитат од дезинформации. Јас лично многу често препознавам, поради тоа што најчесто работите што ги читам се или нереални, звучат нереално според некои стандарди, или пак, не знам, не сум се познаена со нив, па сметам дека се нереални. Информација лесно се препознава преку проверување на изворот и проверување на точноста на тој извор и гледање на повеќе различни извори. Посебно на нашата генерација ни е полесно да препознаеме дезинформации, затоа што ако е напишано на некој неправилно, доколку е напишано, не ни делува нели веродостојно, така да ни е лесно да препознаеме дезинформација. Секако вид на информации кои што им се достапни на децата да бидат ставени во никакви канали за да знаат што е правилно, што треба да користат, како да се заштитат, нели на интернет, многу се работи на тоа за безбеден интернет, а сето тоа нели нормално е поврзано со медиумската писменост. За совладување на наставните содржини се користат и дигитални табли. Според мене таблите доста помагаат затоа што гледаме видеа кои што навистина се интересни и знаат да го привлечат вниманието. Па така мислам дека повеќе помагаат од тоа да читаме од лист. И исто така имат голема интеракција помеѓу учениците кога ќе видиме некој видео отколку кога читаме. Има апликации кои што помагаат во учењето, особено преку интерактивност, особено преку визуелно гледање. Мислам дека многу ни помага во памтење, во учење, во разбирање на тоа што го учиме. Постојат одредени апликации кои што ни користат, посебно во последно време ChatGPT, мислам дека сите го користиме. Дури може да се каже дека го злоупотребуваме, но ни користи. Досега учениците од оваа гимназија учествувале на неколку работилници за улогата на интернетот и како паметно и одговорно да се користи технологијата. Неупотребата на мобилните телефони може да биде добро решение. Ке направиме анализа и ке видиме дали дава добри резултати, вели министерката Весна Јаневска. Но според надлежните, електронските уреди треба да бидат присутни во текот на наставата. Во училиштата веќе има смарт табли и лаптопи, но дали децата за време на часот ке ги користат телефоните или не, ке одлучи наставникот, носителот на образовната дејност, вели Јаневска. Така наречената забрана на телефоните или неупотребата на телефоните на училиштата може да има добар ефект, затоа што учениците ќе бидат повеќе фокусирани на стекнување знаења, вештини, компетенции и да го следат часот. Се разбира, тоа е одлука на општините, училиштата основни и дел од средните се под ингеренции на општините.
Предпоставам дека таа одлука е донесена со менаџментот на училиштата. Секако, во текот на образовниот процес ќе има потреба од користење на електронски уреди и тука сметам дека наставникот е тој кој што ќе одлучи во кој момент како треба да се употребуваат телефоните во ерата на дигитализација. Понекогаш и нашите ученици ќе треба да истражуваат на интернет или можеби заеднички да работат со наставникот на интернет. Така да ограничената употреба на телефоните според мене може да биде добро решение, кое во иднина секако ќе се изанализира за да видиме дали дава добри резултати. Иако ова е надлежност на општините, како што кажавте, сметам дека за време на наставата не треба да се употребуваат мобилни телефони. Се покажа дека повеќе штета имаат и учениците и образовниот процес и наставниците од истите. И сметам дека нагледните средства кои што се присутни веќе во училиштата, смарт таблите, лаптопите се сосема доволни за одвивање на настава и ќе им овозможи на учениците едно одделување од мобилни телефони и борба со таа притаена зависност која што постои кај учениците, така што повеќе сум на ставот дека мобилните телефони треба да излезат надвор од училницата. Факт или фикција? Во дигитално време, кога информациите не бомбардираат од секој агол, медиумската писменост кај децата станува вештина што е важно да се развива од најрана возраст, велат од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Кога децата размислуваат критички, стануваат помалку подложни на дезинформации. Видете, ние живееме во информацијската ера, веќе со децении. И медиумската писменост е писменоста на информацијската ера. Сега повеќе за да бидеме писмени. Не е доволно да знаеме да читаме и да пишуваме. Неопходно е да знаеме како критички да ги разбираме медиумските содржини. И токму тука лежи важноста на медиумската писменост. Таа исто така треба и правилно да се разбере. Многу мина смета дека медиумската писменост е нешто што се однесува на медиумите ради предзнакот медиумска. Други пак мислат дека е тоа нешто што се однесува само на децата, затоа што нели последниве години имаме многу дискусија околу внесувањето на медиумската писменост во училиштата. Но всушност медиумската писменост е нешто што не засега сите нас и сите мораме да работиме на сопствената медиумска писменост, зашто која било интернет измама на која што можеме да подлегнеме, всушност може да се спречи, односно ние можеме да се заштитиме доколку сме медиумски писмени. Изработено е упатство за наставниците во сите основни и средни училишта за предизвиците со кои се соочуваат учениците на социјалните мрежи, особено на TikTok. Вториот чекор е формирање центар за побезбеден интернет, што дополнително ќе им дава ресурси и помош на децата, велат од Министерството за дигитална трансформација. Два важни аспекти содржат ова упатство. Едниот аспект е како психолозите, педагозите, наставниците да ги организираат оделенските часови во насока на искористување на ресурси за справување со побезбедно користење на интернет, побезбедно сурфање или користење на социјалните медиуми. И вториот аспект е дека понудивме неколку апликации кои што се или бесплатни или со многу мал надомест се плаќа за кои можат родителите да ги симнат на телефоните на своите деца или на своите мобилни телефони за да можат да контролираат пристап на децата, соодветна содржина за децата како што е YouTube Kids да речеме, на кој што родителите ќе имаат целосна контрола колку нивното дете поминува време на својот мобилен телефон, но и кои страници ги поседува и секако забрана на определени страници кои што сметаат родителите дека се штетни. Секако во низ обврзните програми, низ курикулумите има многу теми во кои се зборува за технолошкиот напредок и на користењето на техничко-технолошките средства, но како да се заштитат учениците е мултифакториелен проблем кој не може да го реши само Министерството за образование или само училиштето. Подигањето на свеста за злоупотребата на некои апликации од интернет, да, е обврска на образовниот систем, но тој не може да биде исклучен од се друго. Значајна, многу значајна улога тука имаат и родителите, кои секако треба да се вклучат во образување на нивните деца, но и целокупната околина, односно обкружувањето во кое што учениците и живеат и учат. Ние како Министерство менуваме наставни програми во кои вклучуваме дополнителни теми, а и секако во соработка со наши партнери
вклучуваме одредени образовни настани, часови кои ќе им помогнат на учениците да се справат со ова. Моите први информации зборуваат дека веќе неколку оделенски часови се организирани во училиштата, специфично на оваа тема. Одржавме и одбележување на денот на побезбеден интернет, повторно со деца, со млади во основните училишта и мислам дека одлично е прифатено. Очекувам определени прашања, појаснувања, барања за организација на настани и дополнителни работилници со училиштата и сме подготвени да им помогнеме на оние кои што ќе побараат помош. Имајќи ги во предвид сите оние случувања кои што се случуваат од страна на учениците, бидејќи можеме со добри примери да покажеме дека и технологијата, користејќи ја во наставата, може позитивно да влијае, затоа што во одредени активности може да ја вклучиме технологијата или мобилниот телефон во делот на истражување, во делот на прибирање на податоци и информации, со цел да бидат во функција на воспитно-образовниот процес. Но имајќи ја во предвид ситуацијата во која нели што живееме и случувањата кои што се случуваат, доколку ние земеме со ригорозни мерки да ги забраниме користењето на мобилни телефони во наставата, тоа можеби ќе доведе до краткорочни резултати, но долгорочните резултати мора да ги добиеме преку континуирана едукација со учениците, разговор, покажување на добри практики како и на кој начин може да се користи мобилната телефонија во наставата и пред се особено треба да обрнеме внимание во делот на медиумската писменост, која што е многу важна и значајна во ова современо време кога што живееме. АВМУ пак има законско право за промовирање на медиумската писменост. Преку мрежата за медиумска писменост е поврзана со креатори на политики, медиуми, едукатори, граѓански организации. Се организираат работилници, предавања, се прават истражувања на мислењата, навиките и перцепцијата на учениците со фокус на нивната способност за разбирање на медиумските пораки, кои секојдневно се пренесуваат преку различни медиуми и канали за информирање. Многу важен сегмент е изработката на истражувања на нивото на медиумска писменост. До сега имаме направено 3. 2 се за популацијата над 16 години, а и најновото објавено минатата година се однесува на популацијата на младите од 14 до 17 години, односно оние кои што посетуваат настава во средно образование во прва и втора година. Така да има најразлични други активности кои што ги правиме зависно од тоа во моментот што е она што сметаме дека е неопходно за да помогнеме најдобро за поттикнување на медиумската писменост. Секоја информација и содржина која што ќе добијат преку нивните социјални медиуми или пак на мобилниот телефон преку апликациите да ја проверуваат и да посветат многу повеќе време на дружење со своите пријатели, на поминување време со семејството, отколку на мобилниот телефон, затоа што сепак таму сте сами во виртуелен свет, а реалниот свет се случува некаде надвор, така што да не веруваат на се што ќе видат, ќе прочитаат, ќе слушнат, сето тоа да го проверуваат и да развиваат критичко мислење за да може да се справат со предизвиците. Интересни се податоците, тоа е едно исклучително сеопфатно истражување кое што беше направено со поддршка на повеќе организации и со поддршка на Министерството за образование, кое што ни овозможи да влеземе во училиштата и таму да го спроведеме, што значи станува збор за репрезентативно истражување. И ги прашавме исклучително многу работи и за тоа како и колку ги користат мобилните телефони, зашто и другата електронска опрема, воопшто како ги разбираат медиумите, какви се нивните навики за играње и така натаму. Особено важен сегмент би рекла беше моментот на критичкото разбирање на медиумските содржини. И тука имаме средни, да речем, резултати, затоа што, например, кога им поставивме серија прашања со кои што требаше да утврдиме колку ги разликуваат различните видови на штетни содржини, да речеме кога беа прашани да препознаат наслов кој што е јадица, нели познат како кликбейт, околу нешто над 53% од нив го препознаа. Кога им поставивме прашање, една формулација да препознаат дали е тоа говор на омраза, 58% го препознаа. Но имаме преостанати 42% кои што мислеа дека тоа е лажна вест или дека не знаеа што е тоа, или најлошото од се би рекла, некои мислеа бидејќи се реферираше на спортски настан, мислеа дека е тоа нормално известување од сферата на спортот. Во времето во кое што живееме, како што е важна писменоста, традиционалната писменост,
толку е важна и медиумската писменост, бидејќи постојано сме обкружени со најразлични информации, кои што можеби во некој сегмент се и дезинформации, и мора учениците да знаат како и на кој начин да направат поделба или да ги разграничат информациите кои што се точни од они информации кои што се дезинформации. Сето тоа ќе го направат ако се медиумски писмени, како што кажав дека континуирано ако обрнуваме внимание во делот на едукација на учениците како и на кој начин да ги проверуваат информациите, фактите и сите оние потребни сегменти за да дојдеме до точниот резултат. Подигнувањето на медиумската писменост кај младите е важно не само за тоа што ги подготвува да бидат информирани, одговорни и активни граѓани во општеството, туку и за тоа што гиоспособува да се справат со предизвиците како што се дезинформациите и заштитата на личните податоци на интернет. Според истражувањето на АВМУ, речиси 93,1% од анкетираните ученици пристапуваат на интернет преку своите паметни телефони. Во школски ден 41% го користат интернетот до 3 часа дневно, 31% го користат од 3 до 5 часа дневно и 29,2% повеќе од 5 часа дневно. За време на викендите, повеќе од 2/3 или 67,9% од учениците поминуваат повеќе од 5 часа активно на интернет. Она што исто така го забележавме е дека многу голем број од децата, практично сите, млади на оваа возраст кои што беа предмет на истражувањето, не знаат како да проверат фотографии, нивната вистинитост, не знаат како да ја утврдат, а тоа е една исклучително лесна процедура, значи тоа се активности на кои што треба да се поработи. Интересно исто така дека во поглед на безбедноста на интернет, големо мноштво од нив, да речеме, кажува дека се оспособени да бидат безбедни на интернет, кажуваат дека знаат како да си ги заштитат податоците, да речеме, тврдат дека ги проверуваат оние услови за користење на услугата Terms of Reference, ама други прашања, контролни, пак покажуваат поинакво однесување, што говори, како што беше посочено во публикацијата која што ја објавивме и е достапна на македонски, албански и на англиски јазик. Значи, тие покажуваат дека всушност младите се обидуваат да дадат општествено очекувани одговори, што не е нетипично генерално за луѓето, а не пак само за младите кои што се во една многу специфична фаза од нивниот развој. Интересно е дека запрашани од каде најмногу ги добиваат информациите за тоа како да се заштитат себе си на интернет, 82% одговори од родителите, а училиштето е на трето место со над 40%. Што значи дека имаме доста работа и со родителите да ги упатиме како да бидат тие подготвени за да ги подготват своите деца, но и со училиштата за тоа како тие пак понатаму да ја подобрат својата позиција на ова поле. Вештачката интелигенција е во подем како да се стави во функција на образованието. Потребни ли се нови политики? Таа може да донесе значителни придобивки од персонализирана настава до анализа на податоци, кои може да го подобрат искуството на учениците и наставниците. Вештачката интелигенција веќе е покажано дека многу може да помогне во учењето. Ние предвидуваме такви теми во повеќе програми, во повеќе предмети. Секако во средните стручни ќе воведеме малку повеќе за да бидат подготвени да работат во модерното време. Тука станува збор и за едно етичко прашање за незлоупотреба на вештачката интелигенција, која меѓу младите секогаш може да се случи, но во темите во кои што се зборува и се работи за вештачка интелигенција, тие се подучуваат како да ја користат, секако се вметнети и овие етички прашања. Вештачката интелигенција е нова техничка револуција која што ја живееме и може многу да придонесе за добро, но има и своји негативни страни секако. Во поглед на образованието, тука се безграничните можности за истражување, за дознавање работи, за подготовка на текстови, за проверка на тоа што ќе го подготвите, но и секако опасноста дека некој друг за вас подготвил определен материјал, така што повикувам особено младите внимателно, но да ја користат вештачката интелигенција и секогаш да знаат што е реалност, а што е вештачка интелигенција, внимателно да ги читаат и малите букви, а секако да ја користат за добро, за истражување, за развој и за личен напредок. Напредокот е случаен.
Секој напредок носи и слабости. Треба да се утврдат слабостите и треба тие да се отстранат. Не треба да се отстрани напредокот. Треба да најдеме начин како вештачка да ги обучиме учениците да ја користат вештачката како добар пријател, а не како лош господар. Значи, таа може да им помогне да направат истражување на одредена тема, но тие потоа мора сами да ги проверат податоците. Таа може да им помогне да добијат одредени информации кои што кога самите би пребарувале, може би и нема да ги најдат, ама не треба целосно да ја веруваат. На тоа треба да ги научиме. Значи, јас не сум за тоа да одиме со некакви строги забрани, туку да одиме со канализирање на употребата, затоа што многу од работите кои што може да помогнат за повисоко ниво на медиумска писменост се прават преку мобилниот телефон. Работата е како да им ги направиме на децата часовите доволно интересни за тие да не гледаат во телефоните. И во минатото ние преку најразлични пребарувања на најразлични пребарувачи сме доаѓале до одредени информации. Сега на едно повисоко ниво е и вештачката интелигенција, која што исто така јас сум согласен дека треба да се користи, но во делот на пронаоѓање на факти и одредени информации. Тоа е во делот на аналитичкото учење треба учениците малку подлабоко да навлезат во содржините за да ги споредуваат оние информации кои што ги има добиено од страна на вештачката интелигенција. Тоа е составен дел од нашето обкружување, јас би рекол дека е составен дел и од нашата работа и секако дека треба во одредена доза мера да се користи во склоп на наставата од страна на учениците, но секако тука континуирано мора да обрнат внимание и самите наставници да се едуцират како и на кој начин да ги користат сите оние придобивки кои што ги нуди вештачката интелигенција во делот на подобрување на воспитно-образовниот процес и за подобрување на наставата кај учениците. Новите дигитални технологии може да бидат многу корисни за наставниците и за учениците. Медиумската и информацијската писменост се тесно поврзани со пошироката палета дигитални вештини за кои е потребно да се направи рамка, како за учениците, така и за наставниот кадар. Ако се најде мера, мобилните телефони може да бидат од корист не само за децата, туку и за целиот систем. Тука е крајот на ова издание на Само прашај. Ви благодарам што не следевте.